Повторно назад во студиото и Македонија наутро денеска ја завршуваме со одлични гости во студио. Преполно ни е студиото во моментов, затоа што ги пречекуваме основците од Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Скопје, затоа што имаат одличен повод за гостувањето. Освоија второ место на овогодинишниот едукативен собир по роботика, но деталите ги дознаваме од разговорот кој што ни следува и од менторите и од учениците, а ќе најавам дека тимот им се вика RoboKim. Добре ни дојдовте. Добро утро. Зошто RoboKim? Кој е кум на името пак? Јас сум кумата на името. Тоа да. Роботика и Ким, кратенка од Кирил и Методи. Супер, одлично. Добро утро и добре ни дојдовте. Прво да ви честитаме секако за успехот. Прашањата ќе ги поставиме до сите. Може да се надополнувате слободно. Какво беше чувството да се освои второ место на еден ваков надпревар, каде што младите креативци имаат можност да покажат што знаат и умеат? Ајде прво до наставниците. Па чувството беше одлично. Ние работевме неколку месеци и ова ни е втор пат да учествуваме на овој надпревар по роботика. Минатата година имавме исто награда за тим во развој, меѓутоа оваа година навистина добро завршивме. Добивме втора награда за роботската игра. Минатата година. Да, и минатата имаме две пехарчиња. Да. Така што оваа година мислиме дека така подобра награда освоивме. Задоволни сме, низ игра и низ забава децата учеа, убаво си поминавме, настанот беше прекрасен во Дајмонд изминатиот викенд, така што верувам сега и тие ќе кажат како си поминаа слободно. Да, само микрофончето таму можеме да го дадеме од почетокот. Да ни се представите и многу ме интересира колку години имате, кое одделение сте, така и сите поред. Ајде, ќе го подаваме микрофончето, ќе се снајдеме некако многу гости во студиото. Се збунивме јас и Симона, ама добро тераме. Поред, добро утро, јас сум Мирза Харединовик, 9-то одделение во училиштето Свети Кирил и Методи. Роботиката, турнирот, ова беше само од забава и така сите одлучивме да се привклучиме не само како пријатели, туку и како некои кои што сакаат да победат и да освојат награда во турнирот на роботика. Така, понатаму. Здраво, Филијас, 9 одделение, имам 14 години. Реално беше ова супер и поише беше како запознавање, повеќе учење јазици, бидејќи имаше и програмирање и многу поише деца запознавме со повеќе деца, дека не бевме само 9, бевме од 6 одделение. Интересно, ве прашав дали сте биле сите еден тим на почетокот, нели? И интересно е да се види разликата во години и како се работувале. Представи се. Ајде. Здраво, јас сум Љупча Настов. Имам 15 години, исто во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Тоа беше како игра. Учевме да програмираме, се снаоѓавме, градевме роботи и така натаму. Игра која го донесе успеси на сите. Кон останатиот. Да кажам, имавме менторски пристап. Значи, поголемите деца им помагаа на помалите. Значи, ги воведоа во роботската игра, за да на крај освоиме втора награда. Ама гледам и сте внимавали на естетиката? Да, повели каже за естетиката. Имаат убави марами со името на тимот RoboKim. Марамата е направена од учениците. Пишува RoboKim за нашиот тим и како што можете да гледате, сите тука ја носат. И одлично ви стои. Само ние и двајца од наставниците не сме роботи во моментот, значи. Ние немаме марами. Јас сум Тихомир Чолаковиќ, 6-то одделение. Добро. И класна ми е Валентина. Супер, одиме понатака. Здраво, јас сум Сара Петровски, исто така 9-то одделение. Ова искуство беше незаборавно, можам да кажам. Исто така ни беше многу интересно, имаше многу тимска работа и сите мислам дека си поминавме многу убаво. Здраво, јас сум Ајлин Керимова, исто 9-то одделение и оваа година стварно ми беше задоволство да сум во тимов пак. Добро. И мило ми е. Ајлин,
Имаш ли нервоза, кажи ми малку некогаш? Знаевте ли да се Па, потфатите за нешто да, генерацијски тука, имаше, кој имаше. победуваше? Повозрасните или помалите? Нерешено. Нерешено? Значи се слушаат и малите, не значи Да. дека повозрасните се Ама попаметни. сепак се наоѓаше некој крај меѓу двете генерации. Тоа е добро. Значи, тоа е добро, одлично. Одиме понатаму. Здраво, јас сум Алма Закировиќ, јас сум 9-то одделение. Ова искуство беше незаборавно и како лани, но оваа година имавме чест да соработуваме со помали деца од нас. Супер, одлично. Одиме понатаму. Здраво, јас сум Дарис Закировик. Ова искуство беше многу возбудено и среќно. Затоа си насмеан од како ни дојде во студио. Најмногу се смееш од сите. И многу сум задоволен во кое место стигнавме и во која категорија. Супер. Здраво, јас сум Мила Правчева, исто така сум 6-то одделение, имам 12 години. Ни беше многу интересно дека учевме, се забавувавме, дознавме многу работи, кои порано не сме ги знаеле. Здраво, јас сум Иван Минева, имам 12 години, сум 6-то одделение. Многу ми беше интересно дека се надпреварувавме и кога освоивме второ место, мене не ми се веруваше, но сепак успеавме да дојдеме до второ место. Супер, одлично. Ви благодарам за представувањето. Ќе ви го земавате микрофончето малку. Ќе се обратам сега до наставниците, до менторите. Колку е важна тимската работа за еден ваков успех? Идејата е пред се добар ден на сите. Јас сум Филип Георгиевски, наставник сум во Кирил и Методи по историја. Идејата е едноставно да можат децата да се насочат како ученици сами да истражуваат за истоимениот проект и едноставно да се остават они да дојдат до крајното решение. Ние бевме едноставно подршка, но целокупната заслуга, општо се она што они сами успеа да го направат како проект, презентација, да настапат на истоимениот надпревар пред сите тие училишта, е сосема нивна заслуга. И мислам дека е многу по-добро на таков начин да се водат надпреварите, отколку самите наставници директно да завземаат место и да се мешаат во нивната работа, затоа што ипак треба да ги учиме децата од мали години да бидат одговорни и на кој начин едноставно да се борат за оние идеи што ги имаат. Вака задоволен како наставник Да, од супер. крајниот производ? Сум и тоа што го задоволен виде на крајот од затоа децата? што овие деца сепак се деца. Пробаа нешто ново. Без разлика кое место го завземале, дали е прво, второ, колку пехари. Поентата е пред се да сватат дека во животот не постои секогаш правда. Треба едноставно да бидат среќни со тоа што го имаат. И они и се. Затоа што има едно доживување, се запознаа со други ученици од цела Македонија, настапија самостално, дадоа доста добар резултат, едно можам да кажам и она што успеа како идеја да го представат, сепак за една мала држава како нас, е сосема доволно. Одлично. И добро. Околу идејата сега, може да ни образложите, еве го микрофончето што имаме тука. Може чашите од кафе од колешка ми дајте ги понапка, слободно. Завршивме се мона со кафе, така? Да. Готово. Веќе сум при крај. Имаме повелете микрофончето кој може да ни објасни, ете, нека патува микрофонот. Идејата и општата цела тема на турнирот беше археологија. Може би објаснува естетиката наша, зашто сме и овако облечени. Нашата идеја беше откупувањето, но исто така и конзервацијата на пронајдените артефакти, користејќи ја вештачката интелигенција. Добро. Толку имаме? Ништо немаме да додадеме? Но исто така идејата беше, нели, има голем број на тимови кои што одеа по или иста насока, но ние сакавме да се зафатиме или поточно да се концентрираме на Македонија, особено на наоѓалиштето Скупи, каде што онака како идеја ни беше откупувањето на, како што кажав, пронајдени артефакти, но исто така идејата тука беше и конзервацијата. Користејќи како што кажа, вештачката интелигенција, но исто така и користејќи нашата идеја и консултирањето со луѓе кои што се разбираат во ова поле и кои што имаат знаења. И тоа ни беше всушност нашата идеја.
всушност конзервација, но исто така и главното откопувањето на артефакти во Скупи, особено во Македонија. Бидејќи веќе ни беше познато дека остатокот ќе оделе за попознати наоѓалишта како што се наоѓаат во Египет, во Грција и друго. Така. Кои беа најголемите предизвици со кои се соочивте додека го програмиравте и усовршувавте роботот? Не верувам дека имале толку големи предизвици. Сепак, бидејќи сме тими, бидејќи сите тука сме другари, се одеше гладко и се можеше да пројде, се пројдело убаво и се успеело да тече. Да му се смеете ако сгреши. Имате сите трема сега. Дај им го микрофонот да зборува. Роботот е изграден од два големи мотори кои му помогнуваат да се движи постабилно и побрзо. Има и 3 мали мотори кои ни помогнаат да ги извршиме мисиите. Учествуваа над 400 ученици, така што имавте и 35 тимови во конкуренција. Како успеавте да стигнавте до второто место и покрај тоа што сте имале како ученици можност да се запознаете и со учениците од останатите градови од Македонија, каква ви беше конкуренцијата? Па сева немаше да го успееме без нашиот тим и без трудот, јас така мислам. По конкуренција беа 36 училишта од Македонија. Оваа година имаше повеќе државни училишта, приватни училишта, од 9 до 14 години ученици, кои што треба да извршат неколку мисии на специјална археолошка мапа. Инаку темата на прва Лего лига се дава секоја година. Минатата година беше под морето, океаните, а оваа година беше археологија. Сега предизвикот е тие треба да најдат едно иновативно решение со помош на роботиката, со што ќе им ја олеснат работата на археолозите. Тие успеа, Мирза не кажа, меѓутоа еве јас ќе кажам, нивното иновативно решение беше индиумот, како еластична и пластична материја, направија истражување и оној момент кога се откопуваат артефактите, всушност роботот да го обложат со индиум веднаш, затоа што артефактите при излегувањето истражуваа, бевме во археолошкиот музеј, артефактите при ископувањето доаѓаат по многу долго време, може би илјадници години во контакт со кислород и така ја менуваат и формата и оксидација има и така натаму, меѓутоа индиумот тоа го спречува. Во однос на тоа, роботската ние добивме награда за роботска игра. Таа подразбира, значи надпреварот е малку морам да објаснам, надпреварот има повеќе нивоа. Прво и основно сите се сите се подеднакво битни, програмирање со роботот и конструкција на робот и движење по мапата. Потоа се оценува основни вредности, односно соработка на тимот и таму имаше судии и инженери и археолози кои што навистина постојано оценува. И третата работа која што се оценува е иновативниот проект. Така што ние добиваме на крај една холистичка листа, се уште не сме ја добиле, сега ќе видиме каде сме сгрешили, ќе се подобриме. Меѓутоа, роботската игра нас ни беше предизвик, бидејќи минатата година имавме помалку поени тука. Оваа година втора награда и ние сме многу задоволни, мислам и учениците. Многу убаво се дружеа, научија, тие си работеа, сите беа поделени по одредени теми и потоа се споделува. Еднаш неделно се споделува и се учеа еден од друг. И идејата на овие надпревари всушност е дека учениците треба да си соработуваат и да се надополнуваат. Во тимот има ученици со различни можности. Исто така морам да кажам, добро е аспект секој ќе се пронајде. Некој ќе се пронајде во наука, да, интересно е што ете, например, историјата како предмет е споена со нешто вакво иновативно и креативно, така, за да малку и повеќе се доближи до младите. Така, и се спојува и со општествените. Се околу нас е историја. И треба луѓето да ја учат затоа што тој што не ја знае ќе биде склон на тоа да прави грешки. Така. Ама еве причина и ако некој е помалку заинтересиран, верувам дечки дека уживавте во целиот овој. Да, секој ќе се пронајде во нешто, значи некој во програмирање, друг во истражување, трет во наука и така. Добро, ни бевте многу гости, јас се надевам дека успеавме сите по нешто да ве прашаме, да ви испратиме како добри домаќини, бидејќи ни летна времето, веќе 20 на минути од разговорот помина навистина брзо, да ја покажеме, ни остана уште
диплома, како се вика тоа? Признание. Признание, ете, Да. така. Да покажеме за И крај, да не пехарците. бидеме толку скромни. Јас да ви честитам не само за второто место, туку за енергијата која што ние донесовте и за тоа што како ментори и како професори го имате направено од овој тим. Ви честитам. Благодариме. На сите за заедничката соработка. Вакви приказни треба да бидат наше секојдневие и всушност ете така убаво да ја завршуваме секоја утринска програма на јавниот сервис. Сака некој да одјави од вас? Сака ли некој да биде водител? Некогаш. Никој од вас? Може. Најнасмеаниот член да ни одјави емисијата. Еве го микрофонот. Како би одјавил емисијата? Што би кажал на крај да одјавиш една утринска емисија на македонска телевизија? Како би ги поздравил гледачите? 3 часа траеме, почнавме од 6:45 утрово. Еве ти давам податоци. Што би кажал? Прво ќе им кажам добро утро И одете на спиење, заврши емисијата. Може така? Ете, кажи, добро утро, одете на спиење, заврши емисијата. Прво сакам добро утро и да им кажам да имат убав ден, да пројдат среќно и чао. Гледаш како не може да се влија на младите луѓе. Јас му кажа што да каже, си го кажа своето и поубаво си каже. Благодарам многу за гостување. Благодарам. Фала.